Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте. Петочно издание. Многу мина сега спојуваат македонецот што прави кога се ближи 8 септември. Нормално спојува 2 недели онака продолжен викенд од по 15 дена. Многу мина веќе си замина во многу мина скопјани си замина во своите родни села. Така да, драги скопјани, поздрав, убаво да си поминете и донесете нешто од плодовите на есента, која се уште не е стасана, иако можеби го имавме најкраткото лето во историјата која јас го паметам. Значи, зборам за денови над 30 степени, помалце од 30 дена имавме. Скопје 30 степена плюс имало секогаш во некој просек барем 3 месеца. Така памтам. Но, нели, пошто е глобално затоплување, а не смеам да кажам дека не е. Не смеам да кажам. Туку, драги мои, вчера имавме многу бурна емисија, многу реакции имаше, многу неправди трпи народот. Имавме гостин кој ве повика на конкретно нешто, а јас за неколку минути ќе се слушнам како помина вечерашниот протест на Конфедерацијата на синдикати. За неколку минути го имам на линија господинот Маријан Ристевски, а до тогаш да се уверите колку сте стари, ако ја знаете оваа песна и цупкате на неа. Песната е супер, пеачката е прекрасна, таа е за помладите гледачи, таа е мајката на Супермен или Даян Лейн, а темата е Streets of Fire. Сетивте на филмот и на Streets of Fire, улиците во оган? Но, добро. Окей, never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. Го барам на линија Маријан Ристевски, кој вчера го најави штрајкот и мене многу ми интересира, бидејќи нема никакви нови соопштенија во врска со тоа како заврши тој протест. Така што во секој момент се обидувам да стапам во контакт со него, му вртам во моментов. Се слушнавме, беше веќе на пат на кај дома. Ало? Маријан Ристевски? Ало? Маријан Ристевски? Да. Јанко Илковски од Јади Бурек. Вчера бевте кај мене гостин. Да. Добро вечер. Добро вечер. Сакав да ве прашам, дали се одржа вчера најавениот протест денеска и како поминавте ВМО? Па да, еве само што заврши пред малку протестот, мора да ви се заблагодарам, бидејќи само од вчерашната емисија граѓаните што гледале, дојде околу 100 нови граѓани, беа задоволни од настапот, значи од тоа, и го прифатија повикот мој да се приклучат. Го одржавме протестот пред влада, како што дискутиравме во текот на вчерашната емисија, дојдоа граѓани без разлика на верска национална припадност, тоа го поздравивме. Се слушавме со колегите од Тетово, Гости, Варкичево, каде што се одржуваат паралелни протести. На самиот протест пративме една порака до владата да не примат на разговори, без разлика дали тоа ќе биде премиерот, дали првиот заменик премиер, дали некој од владата, некој министер, и се надевам, значи пораката беше дека уште во самиот старт на владата, на почетокот на мандатот, да покажи дека го слуша стварно гласот на народот,
со тоа што ќе имаме еден разговор конструктивен, да ги вкрстиме нашите аргументи, нивните аргументи и се надевам дека ова одлука ќе смогне сили владата на почетокот на својот мандат да го повлече поскапувањето на струјата. Браво, Маријан, како убаво сега ова го издекламира новинарски. Вчера не можев да те натерам, вака да ми кажеш. Шега на страна, гледам и видеото е многу популарно. Како ќе го коментираш, еве велиш уште 100 нови, значи колку, пар стотина луѓе се собравте, така? Да, како стално, меѓутоа ме радува фактот што стално на протестот има нови граѓани и денеска поготово многу млади луѓе се приклучија на протестот. Дојдоа со велосипеди, дојдоа пешки и пративме, значи тука една порака дека, кај што јасно кажав и одржавме и на македонски и на албански јазик говор пред владата, ме радува што на вакви протести доаѓаат младината, а каде што е младината, тука е еднината и тука успехот на било која иницијатива на граѓаните мора да вроди со плод. Значи и кажавме дека ние немаме намера да се откажиме, таков е позивот на синдикатот, на здруженијето, ние имаме обврска, значи према граѓаните да се држиме до нашите ставови, фактички нашите заложби се тие како синдикат, да ги штитиме интересите на граѓаните и на работниците. И се надевам дека веќе има некоја најава дека во текот на следната недела може да дојде до некакви разговори. Ние како координативно тело најверојатно во недела повторно од сите градови ќе се собериме и ќе донесеме одлука како понатаму ќе настапуваме. Маријан, уште ова да те прашам. Кој протест е ова поред за оваа агенда и дали ќе има и следната недела? Значи овој протест е четврти поред. Ние продолжуваме и следниот петок повторно во исто време, на исто место, во кој облик ќе го правиме, на кој начин и како ќе биде агендата, тоа ќе се договориме во вторник. Значи во вчерашната ваша емисија кажав, не сакаме да ги малтретираме граѓаните преку блокирање на раскрстници, на улици. Ние само сакаме да пратиме абер, да разбудиме свеста дека нешто се случува во граѓанството, има некое незадоволство и се надевам граѓаните полека ќе се охрабрат и ќе ни се приклучат на овие протести. Сметаш ли дека еве вчера зборевме за да бидете сватени како сериозен играч и за да ве послуша владата и да влезете во приговори и да можете да правите позитивен притисок за решавање токму за овие проблеми, потребна и масовност. Дали е ова количината, квантумот на незадоволни граѓани или е многу поголема кои не може да дојдат од оправдани причини? Не, Јанко, ова е, си извинувам, ова е само минимум што може. Зашто знаете, ние како конфедерација, доколку се вклучиме максимално, одиме во сите гранкови синдикати, во сите синдикални организации, само нашите синдикални организации и представници, за што ги имаме ние во конфедерацијата, извршните одбори, да дојдат, тоа се преку 1000 луѓе. Не сакаме, значи, да правиме и трошкови, и малтретирање, да демонстрираме дека еве ние сме моćни, не сакаме да дискутираме, значи да ги решаваме проблемите под притисок. А доколку некој сака да види колку се моćни граѓаните и колку е моćен синдикатот, тога верувајте ќе биде стварно колкава е бројката и на кој ќе биде начинот на кој ние ќе ја демонстрираме, значи ќе го демонстрираме нашето незадоволство. Океј, за да ти помогнам, еве, не тебе да ти помогнам, немам што тебе, нити те знам, нити си ми женин брат, што викаат србите, па да морам да ти должам, но за да им помогнам на граѓаните, еве твојата емисија што беше вчера на YouTube, ќе ја репризирам во четврток со истиот повик за во петок да има позитивен одзив во целата работа. Може така, мислам дека ете ќе ги подсетиме, може би некој да испланира, сега ќе има и празник 8 септември, идната недела пак има сигурно и продолжен викенд, па луѓето ќе можат некако да се организираат и во петок, што се вика, ти многу убаво кажа и може би тоа, нели, па бе прошетај, вика, кога поминуваш, вика, у 7 саат помини со децата, со точак ово, само помини, што се вика, порака си испратил со тоа, текнува. Така да, мислам ти беше тоа добар пристап. Благодарам, Енко, многу ќе ни помогне доколку стварно репризирате серијата што беше со вас, значи емисијата. Се надам и тоа ќе допринеси за уште помасано да граѓаните да ја слушнат пораката и во петок се надевам на поголемо присуство на граѓаните на протестот. Како не, фала за 15.000 евра што ме плативте и ми скиширавте, одма. Поздрав, Маријан, ти благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно.
Занимава со сериозни теми, има крајно несериозен водител. А ако сметате дека треба да има сериозен водител, само да ви кажам дека оваа емисија од самиот нејзин почеток, како приватна, е ставена на продажба. Може да ја купи некој со се водителот, или да го избрка, да ја купи емисијата, да го избрка водителот, да се стави свој... Значи, како се на пазарот, и јас сум на продажба. Не можам без пари да работам ништо. Некој треба да плати камера, камерман, студио, струја, вода, даноци, сове за радиодифузија и така натаму сите тие работи. Така што нема праење. Праење без пари не постои. Такво нешто. Дури и на YouTube да го правам или да го правам на Facebook, не можам да го правам, мора некој интернет да плати, мора светло да мора некој човек позади камерата, да има барем еден човек. Иако па другар ми, да му дам една чинија мусака турлитава дневно, вака едно оброче со се салатиче, ќе ми завршиш работа. Why not? За 20 сати. И едно пиво. Ама и тоа треба да го платам. Нема без пари, бе. Нема револуција без пари. Пријателе, нема борба без пари. Не може. Еве и да си гладен, да страдаме и да се мачиме, режиските трошоци потребни се некој да ги плати. Струјата ќе ти исклучат и џабе што. Добро вечер за гледач. Имаме на линија, повелете, во програма сте. Да, добро вечер. Повелете? Како ме немаше, јас тамам се настрои, викам, ќе кркаме, ќе вечераме, ќе јадеме нешто ваму таму. Гладен ли си? Па ќе ти купам за јадење ако си гладен, не е проблем. Борба за празна торба нема. Океј, ја би сакал да го продолжам разговорот од вчера, еве и сега со Маријан, па ако имаш нешто на таа тема, плюс би било вака многу, како да кажам, би ти бил многу благодарен за да ја фатиме таа тема повторно. Види се, јас јавив со нешто друго што понапред имаше еден човек, нема да го кажам од тип беше, граѓански парламент беше интересен човекот, како му, тако му, и помина време и го сватив дури на крајте. Уствари не знаеше ни он што мисли, ама ја мислам дека открив што е добро од тоа. Добро е, например, што вика, ако се сложиме за нешто, пример за струјата, за струјата. После да речеме за борба против некоја иницијатива за дрогата. Што вика граѓански парламент да се организираме и тие таму у парламентот не да чекаат 4 години да лапаат ова оно, а ние да ме ги избраме што не бевате. Абе таму ќе биде без разлика на партија и коалиција. Значи ќе ги раздрмуваме и ќе бараме од нив резултати од борбата против дрогата, например. Разбираш, едно. Друго, имаше една добра идеја понапред кога имаше средби со граѓаните, сега кај се да видам демократијата да се покаже на дело. Да даваме идеи, сугестии, предлози, добронамерно. Значи добронамерно. Значи ако некоја екипа, да речеме во МВР-то што кажат българите, нема овај успех, да речеме во борбата против дрогата, ќе си земеш ако треба од опозиција. Мене не ме интересира кој ќе ти биде сојузник. Јас сакам решение на проблемот. Или екологија. Ама вака, она, ќе се соберат најдобрите кадри, што викаат сите, па нека си биде плурализам, да не си сплашат овие што се од далеко, да речат, ова се го враќа комунизмот, него да се соберат најдобрите кадри, да речем во екологија, имаме ние онакво, и така да се стати демократијата, борба против ова. Кој не прска, например, со авионите тука во Гевгелија? Кој не пречи и друго нешто? У Гевгелија си ти, од Гевгелија си, пријателе? Молим? Од Гевгелија си? Ми од каде? Не знам, прашувам само. Не, мајка ми од запад, Лепско. Имаш смокви нешто, смокварниче, имаш нешто? Имаш смокви нешто така? Ќе најдеме. Од кај кате тоа смоквите, кој ги бере сега? Молим? Од кај кате смоквите у смокварникот, кој бере сега таму? Сега да ти кажам право, моментално не познам ни една кате. Не знаеш, а? Не ми текнува. Ти благодарам многу. Да се враќам назад во филмот Палевите. Супер си. Ти благодарам за јавувањето, јас се враќам на темата. Еве денеска снимка од протестот. Немам звук. Ова е снимено.
Не знам дали е ова и што е ова. Дали е ова Скопје или Тетово. Мене на Тетово ми личи. На Твитер го најдов и вика во моментов се одржува досега најмасивниот протест против поскапување на струјата во Тетово. Се скандира Евана мафија, Евана ИК, бегај Евана и се блокираат главните улици за сообраќај во центарот. Маријан Ристевски кажа дека Тетово, значи македонците и албанците, и тоа како добро се организирани, албанците се приклучуваат на ова и то во многу поголем број, а и они били иницијатива за овие протести. Така што ме радува. Не ме радува да троламе една компанија или една добра фирма. Ме радува што се свестува граѓанска. Луѓе, дали ме разбирате? Демократијата подразбира активно наше учество. Не е само со избори. Ме разбирате? Мора нешто да преземеме, некаква граѓанска активност. Некој ќе иде на улица, не може секој. И тоа е разбирливо. Ама можеме да дадеме поддршка, затоа што утре која ќе дојде за нашето, ќе бараме и ние исто така, нели? Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Сега вака, ќе бидам многу краток. Значи, последната сметка, во програма сум? Сте. Добро вечер. Добро вечер. Значи вака. Последната сметка што ми дојде односно фактура за Евана, односно за струја, ми дојде 500 киловати плюс. Не застанувај во зборењето да не помислат од режија дека си се исклучил, ќе ти исклучил. Јас јави во Евана и они ми рекоа грешка, ако сака да ви ја поправиме фактурата, односно да ја коригираме. Добро. Сега, јас вака викам, што прави Евана да се освестиме? Нема да зборам дека граѓанската ги поддржувам за протестот за струјата. Замислете сега, ако претпоставам дека се околу 500.000 претплатници. Не викам 500 киловата, нека бидат по 100 киловата да им допишуваат унапред. Знаете ли какви средства они унапред земаат? Просто. По 500 динари се 250 милиони денари. Префрлете ги во евра. Сега. Ставите ги во банка, на камата 1,40. Или 2. Стравични пари. Да. Стравични пари. Значи не е во ред ова што го прават. Значи мора се формира одредена комисија која ќе ги контролира. Глеј сега вака. Значи светска берза струјата паѓа. Така. Дозволи ми сега... Ми имаме највисока струја, нека не лажат. Значи вчера цел ден... Сега видите што ќе правиме. Значи народот го предупредувам. Значи имате право од 16 до 20 броилото, сами да им го јавите и готово. Сега може да зборам ја, а ти да ми одговараш. Ајде, повелете. Значи вака да ти поставам прашање. Значи, што треба да заклучиме? Дека не треба да си лежиме да си квачиме на јајцата, туку треба да научиме да читаме броило. Прво, така? Па пошто они знаете што викат немаме инкасатори. Ова е реторичко, очекувам со да и не се одговори. Они се жалат дека нема да има инкасатори, него ќе правили на 3 или 6 месеци просечни цени, просечна потрошња. Добро. Значи не ќе би да вработат никого. Паушали. Значи, пазете, поентата више колку пари унапред зимаат. Чекај сега, не е тоа... Ова е твоја... за 10 години се случува вака. Тоа е твојата поента, јас ја испочитував и ја презентиравме пред јавноста. Сега мојата поента. Значи, заклучивме, треба да заклучиме дека мора да научиме што трошиме и да читаме. Али го Не, ало сега. Ама нема да ми... Ало, добро, окей. Фала, поздрав, пријатно. Значи, луѓе, научете себе двосмерна емисијава. Ја не сум ви од оние морончиња. Да, благодарам што се јавивте у емисијата. Ништо не разбрав, ама вие си кажавте. Не, диалог со мен. Поставувате прашање. Ја имам луѓе, и ако ќе ви поставам прашање и за некоја поента, уште повеќе да го акцентирам тоа. Што сакав да ве акцентирам? Имаш гледачна линија? Не. Добро. Океј, петок, сега си отишле, сега какви протести, кој ќе му ја мисли за сметки на Евана и за извршители? На шо личи тоа? Вчера се расправавме, заврши моето. Не се.
и треба да сум ироничен, али народов за хумор, знаеш ка, интелигентен народ разбира хумор и иронија. Неинтелигентните ти текнуе за Шилегов што беше пред некој ден. Ти го фалиш. Готово, што да ти кажам. Поентата ми е, мораме да научиме да читаме броилата, мораме да си ги контролираме сметките, не само за слепо, туку да знаеме што се случува и да реагираме. И трето, кога има обесправеност, што очекувате? Кој да ја заврши таа работа? За вас лично ќе ја завршите вие, така? Но кога има еден општ проблем со кој не се согласувате, чекате некој да го заврши? Комшијата? Јас? Луѓе, мора да се Знам дека е тешко. Знам дека нема време. Знам дека сте утепани. Сите сме у истиот кенев до овде. Што чекаме? Значи, мора за се што не ни чини да се буним. Ја ќе ви кажам, кој е најдобриот народ на Балканот? Грците. Најдобро живеат. Зошто? Мили микрон од договорот, од било што, смени им, намали им плата, они ја блокираат цела улица. Блокираат граници, името, не им се... дали е името, дали е презимето, дали се управо, дали не, они блокираат. И сега, кој ќе отидеш, биле паразити, вака живееле, онака живееле. Сори, дечки, супер си живеат, се борат за тоа. Ја не викам дали е правилно или не. Вие се борите за подобар живот. Да, како? Тоа ве прашувам. Добро вечер за следниот гледач. Хало? Хало, молим, Рамбо, ја те волим. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер, Емко. Повелете, добро, благодарам, како сте вие? Да, јас сум електроинженер по професија и би сакал да малце некој забуни кои што ги имаат народот во делот на 33,33% ангажираната мојкност. Добро. Да објасниме што е тоа уствари, бидејќи никој до сега нити објаснува, нити кажува зашто тоа го праќа. Објаснето е неколку пати во емисијата моја пред 10 години, ама добро е пак да подсетите. Режија, запиши човеков колку се јавува да го извадиме сегментот за да го ставиме на YouTube ако биде добро објаснување за да прошириме на сите. Повелете, ја ќе молчам, вие објасните убаво. Повелете, господине, ве молам, го чекаме вашето објаснување. Да, значи, што значи ангажирана мојкност? Луѓето не ја разбираат ангажираната мојкност. Што значи тоа? Тоа значи енергетскиот систем секогаш да биде под напор. Што значи? Ние стануваме навечер некој ќе стане во 1 саат, некој ќе стане во 2 саат навечер, никој не прашува дали РЕК Битола работи, дали централите произведуваат, дали во мрежата има струја и од каде доаѓа, пуштаме бојлер, пуштаме сијалица, ние дома имаме струја. 33% е предвидена, значи, мојкност ангажирана, која што сите ние ја плаќаме таа. За да дома имаме без прекин напајање на електрична енергија. Така да тој трошок не може централите ние да ги исклучиме и да речеме сега вечер нема да има струја, стискаш копчето, нема струја, палиш компјутерот, нема струја, палиш телевизијата, нема струја. И тоа е трошок кој што мора да биде вкалкулиран. Можда е погрешно што тој и така стои, ама никој не ќе да релевантен да кажат за што станува збор, дека тоа е трошок на централите во ноќните сати кога нема, значи, потрошувачи, луѓето спијат. Така, а ние имаме константна електрична енергија, снабдување со електрична енергија. И тоа е предвидено, значи тие 33,33% покриваат трошок за 24 часовно ангажирање на електрична енергија во мрежата. Значи кога и да стисне граѓанинот, кога и да стисне потрошувачот, тој има електрична енергија. Што би значило да речеме РЕК Битола да исклучиме ние, да не работи. Таа и треба минимум 3 дена за да се стартува. Како би можело да дојдеме до електрична енергија? Не е електричната енергија, батерија па ќе стиснеме и так одма имаме електрична енергија. Мора да се стави ресурс. Таму има јаглен, па јагленот се става во печки. Па тој
произведува притисок, произведува електрична енергија и константно мора да биде во погон. И сега не можеме ние да нарачаме денеска дома ми требаат 10 киловати, ќе одиме од самопослуга, ќе купиме 10 киловати електрична енергија и дома ќе ги ставиме, ќе ги потрошиме. Тоа не е можно. Така да тие 33,33% се за ангажирана моќност и таму одат. Под прашање? Ало? Под прашање? Да, повелете. Од кога се наплаќа? Бидејќи јас знам дека ова ангажирана моќност 33,33% се наплаќа многу одамна, од секогаш кога ја Од секогаш, значи од секогаш се наплаќа, ова не е ништо ново. Системот кога постои во нашата држава, тој се плаќа, значи ангажираната Уште моќност во Југославија го плаќавме и продолживме и натаму, така? Да. И сега што треба? Значи треба регулаторното, тоа најдобро ќе биде за граѓаните да го скријат и да има во сметката, плаќаш киловат, да речеме 5 денара, али не е тоа, него требаше до сега некој да излезе на граѓаните да им каже дека електричната енергија не може да одиме ние во продавница и купи 100 киловата и дома ќе ставиме и ги потрошиме. Значи во ноќните сати ние сите имаме константно снабдување. Што се случува? Може во текот на ноќите да станат 10.000 граѓани во еден час од навечер. И тие ако стиснат сите да запалат бољар, ако нема доволна енергија во системот ќе падне. Ќе крахира. Од кај ќе има електрична енергија? Тој не може да се надополни, ќе му ставиме ние сега рек битола, ќе фрлиме поише јака. Одлично објаснивте. И тој ќе почне да произведува електрична енергија. Да не се повторуваме. Тоа е систем кој што не работи. Ве разбравме, не мора да се повторувате. Првиот пат објаснивте убаво. Единствено што имаше некоја недоумица, се двумеа гледачите вчера во некои јавувања дека тој од пред некоја година. Ја колку памтам, од секогаш ангажирана моќност била во сметката. Тачно е, Јанко. 33,33% го плаќаме од секогаш во енергетскиот систем, но никој не излага, тоа е жалното што никој не излага да го објасни дека тоа е системот мора да троши енергенс во текот на 24 сата, мора да се троши енергенс. Дали ќе се потроши? Да. Дали благодарам многу. Благодарам многу за објаснувањето. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Сепак граѓаните се бунат за некои други работи, поскапување, се бунат за некои задоцнети сметки, непостоечки или грешки во пресметките и така натаму и така натаму. Не ова само заради СДСМ или ВМРО. Евана, туку ова е за се понатака, затоа што вака ќе ги ставиме во ред сите оние компании кои ни обезбедуваат струја, вода, гориво и така натаму, да се тресат дека ние сме потрошувачите и дека ако сгрешат има кој да писне. А не дека се заштитени бели мечки од државата и дека можат да прават што сакаат. Па секоја грешка да им помине туку така. Знаете што се случува на Запад ако погрешно ти пресметат? Не само што ќе ти вратат, него ќе ти понудат договор, еве ти уште бесплатно 2 месеца 2000 киловат часови или што ти ја знам, карикирам, само да не идеме на суд, затоа што на суд ќе биде колење. Ме разбирате, граѓанските права си ги вежбаме. Ова е косењето на травата, за да имаме еден ден тревник како што имаат англичаните со англиска трева. Ева ова е тоа просто. Практикување на демократијата. А не само за партиски собери да искачаме. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Значи вака. Преска ме прекина, иначе интерактивно ќе разговаравме. Ви ми поставувавте прашање мене. Да. Или ме прекина од студија кај вас. Не се прекинав ја. Не, ја ви зборев, вие молчевте. Предходниот гледач во 100% го поддржав. Точно е тоа за 33,33. Не. Сега можете да се јавите и да ми одговорите мене на прашање. Вас ве слушнав. Ние плаќаме потрошена енергија. Господине, значи, може само да ми одговарате мене на прашања. Вас ве разбрав, го разбрав и предходниот гледач. Во интерес, да биде интересна емисија, да не се повторуваме, спремни сте да одговарате на мои прашања? Не. Гледате, не ме слушате. Немам одговор. Разговарате со телевизорот. Па не може, немаме двонасочна. Ја ви благодарам, ја ве прекинувам се. Може.
Не може, затоа што помина пола минута. Може. Не може. Дали ме разбирате, со телевизорот си правите муаве. Еве сега ќе ви исклучам, исклучи го. И он уште го слуша телевизорот. Не можеме двонасочен диалог, ме разбирате? Значи, може единствено само да ве оставам монолог да држите, ама вие тоа го направивте, а јас сакам само неколку подпрашања да ви поставам, во интерес на ова. И пак не можам тоа. Не се јавувајте, уживајте, ќе имате и повторна прилика. Ова се теми за кои немам никаков проблем. Да ве вклучувам во секое време. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Ака јас малце ќе се надобрзам на претходниот гледач, ама у обратна смисла на зборот. Значи, он ми кажа за 33% моќност во сметката што е. И почна да ми кажува, треба да има струја, ќе запалиш ова, ќе запалиш она, дрн, јариња. Јанко, сега разговара со мои роднини во Германија. И они имаат тамо моќност, и они имаат струја тамо, кој ќе пушти бойлер, компјутер на 2000 евра плата просечна, работничка, месечна сметка за струја му е 120 евра. И нема да ми кажува тука дрн јариња волку моќност се јавил од ева на сега ќе ни Не, биди коректен, не си коректен. Добро? Океј, значи човекот се го искажа мислењето, јас се согласувам со него, али ти критикувај што мислиш дека треба да се критикува. Само почитувај го и туѓото мислење кој што го почитуваме тоа. Добро, договорено, се извинувам. Значи, нема проблем. Повели. Ова е јагленокопот на рек Битола. Струјата треба да се намали, не да се зголеми. Нека си најдат они чаре како ќе го прават тоа. Струја во Македонија, како што кажуваат, 60% трошат фирмите. Така е. А 40% или 30% граѓаните. Па не може ние граѓаните да ја балансираме цената на струјата на фирмите што ги трошат. Така е. Па не може, нека се најде некој си тамо баланс и спрема просечната плата работничка во Македонија, ние плаќаме најскупа струја може во Балканот, а да не збориме за во Европа. Ние плаќаме поголема струја и од Србија и од Бугарија и од сегдека. Спрема просекот на платата, така кажуваше и претходниот гостин што беше вчера во емисија кај вас, многу во кажа човек. Така. Значи, нека си најдат они начин, дали ќе субвенционираат, дали ќе прават, што ќе прават, да ја намалат струјата, не да ја покачат. Не може сега они дава ваучери за одмори, дава ваучери за да ги купуваат, подмитуваат за избориве, потрошија пари, се не може да ги вратат парите, ајде сега напокачи струја, па ние сега самите ќе ги враќаме парите. Не може така, бе, Јанко. Така. Значи, јас мислам дека владата потроши многу пари пред изборите со тие ваучери, со тие требаше да ги субвенционираат оние фирми кои што луѓето ги затворија, бе, затоа што не им даваа пари. Колку ресторани и кафичи не работат со години, со месеци и еве уште не работат. Они ми даваат ваучери за додат на одмор во Охрид тамо да плаќат 250 денари едно сокче и да ги субвенционираат охриѓани кои што неќе да не видат. Ајде, молим те, јас сум... Значи, треба да се намали... Немој така сега и со охриѓани да се скаруеме. Немој, молим те. Бившите ќе ми се испонаљутат охриѓанки. Толку љубов ми пружија. Фала ти многу. Поздрав. Лека ноќ и пријатно. Значи, се слагам со тебе за гневот твој за цената. Тоа е во ред. За ангажираната моќност. Човекот не ја оправдуваше цената, него имаме расправа што е тоа ангажирана моќност. Значи, ангажирана моќност ние плаќаме од бивша Југославија до денес. И тоа сите електроенергетски системи го имаат во сметката. Дали стои како посебно или е врачунато во киловат часот, тоа е тоа. Кај нас така одлучиле, така останало. Значи, ја потполно го разбирам и тука е на место, тука нема манипулација. Манипулација може да има регулатор. Сега пази, гледај, ние се лутиме на Евана. Регулаторната комисија е таа која дава и кажува што ќе кошта, колку ќе кошта. Па гледайте вие за ова се буните за струјата. Регулаторна комисија одлучува. Која контролира регулаторната? Втора работа. Малце се комплицирани работи. Ја ви реков, демократија не е само ура ова. Ти реков ми рече. Втора работа. За плинот. Колку приватни компании, еве некој рече, струјата да се либерализира,
да имам да бирам од кај ќе купам. Ја ви гарантирам дека ќе плаќаме поскапа струја. У овој момент, ја еве искрено ви кажувам, дека ЕВН е најфер странска фирма што работи кај нас. Најфер. Тоа е мојот впечаток. Ја потполно ве разбирам. Но ако се либерализира пазарот, вие да си купувате од Телеком, Телекабел, А1 или ова, сега као карикирам нели со кабелскиве оператори, да купувате струја, мислам дека друга приказна ќе биде. Нема така ефтино да поминуваме. Трета работа. Не може ЕВН сама да донесе одлука. Затоа, иначе ја овде кај ќе се облечев, мица, доле ЕВН, ово, не се и они вино. Они се фер компанија, купувале, даваат, помагаат и така натаму и така натаму. Но не ги жалам, си работат за профит и мислам дека фер работат. Ние имаме системски проблем овдека со ценава како што е. Бидејќи, затоа му давам поддршка, бидејќи каде иде да протестира? Значи, идат да протестираат пред влада, ама не против ЕВН, туку против ЕВН, ЕЛЕМ, МЕПСО и така натаму. Целиот систем ни прави. Не можете, ја да ви кажам, луѓе, еве го, Бог да го прости, Атанас Ковачевски ми беше гостин во емисија. Јас сум бил у ЕВН. Немам зошто, немам реклама нивна па да, нели, ме купиле и така или да ги бранам. Но ние имаме системски проблем ако сакаме да се избориме за нешто поевтино. Поевтина струја нема да имаме. Верувајте дека нема да имаме. Ја не оправдам, не протестите ќе се ги поддржувам, дали ме разбирате? Ќе ве поддржувам и треба да се бориме што помалце да имаме режиски трошоци во животот. Но моето искуство наназад 25 години сум во медиуми и ви кажувам, нема да имаме поевтина струја од оваа што имаме сега. За 5 години откако или 10 откако ќе се либерализира пазарот, да. Ја би сакал со струјата да биде како што некогаш беше со Телекомот. Ви текно или бе дека по 2000 марки за една телефонска за двојник да добиеш, плаќавме од 1000 до 2000 марки да добиеш телефонска линија. Знаеш што беше телефонска линија? Дали знаете што беше? Најобична плячка бе Телеком праеше тогаш. Сега откако се приватизира се бомбона бре. Бомбона. Плячка најобична. Ама знаеш како? Комунисти се на власт. Не сме се бони. Знаеш што е линија да добиеш? Тој со фазометарот на тоа и да ти го физички да те приклучи. Толку. Никак. Дури инфраструктурата беше 2-3 евра рак еден за повеќе линии да се става. Не се инвестира, зошто си ги лапаа парите за партија, идеја за држава, за полиција, за војска. Така се одржуваше државата, затоа што ние плаќавме по 1000, по 2000 денари приклучок. Се сеќавате пред приватизацијата. Ја не се слагам. Државата требаше да работи, можеби да си ги задржи, онака како што се работат денеска. Ама нема да работи, бе. Не може да работи македонец да води домашна компанија и да мисли за народот. Нема домаќинско. Еве ќе се сложам со Бранко Црвенковски. Државата е лош домаќин. Приватникот е подобар домаќин. Но наша должност е да се бориме за... Ова е моја тирада, не мора да се сложите, нема да се расправате за моево кажување, као што ја нема за вашето. Ја го почитувам вашето мислење, ќе го почитувате и вие моето. Мерси боку, двосмерно, нели? Добро вечер и повелете. Океј, се откажа во меѓувреме. Знам дека ми беше малце тирадава, сакав и јас да го кажам ова. Не живееме веќе во други времиња кога мислевме. Но, знаеш што, повисока цена на струјата, да, ама и повисока плата, бе? Нели? Колку отидоа режиските трошоци? 25%, 25% плата и пензии. Толку, поштено. Тоа е фер општество. Крај на муабетот. Треба да имаш поголема цена, поголема ти е, нели, бидејќи Македонија мора да откупува струја. Мора од Козлодуј, а немаме атомска централа која 24 часа, немаме толку вештачки акумулациони езера со агрегати кои у секое време можеш да ги пуштиш па да создаваат струја и така натаму и така натаму. Јес да имаат и сообратни помпи назад, враќаат и сето тоа.
елем, еване, енергетскиот систем ни е супер, ама многу ни фали. Еден викаше немаме батерии. Да, ама него Елон Маск истиот проблем го има во Австралија. Во Австралија има шортич. Цела Австралија снимува струја. Вика ќе ви го решам проблемот. Среде Австралија у пустињата им стави 20.000 батерии од оние на Елон Маск по 20 киловатни, 20.000 по 20 киловати, кои акумулираат енергија со соларни панели, акумулираат енергија и системот кога му треба си повлекува батерии и го реши проблемот. Вика, ако не ви го решам проблемот, Елон Маск им рече, ако не ви го решам проблемот, без пари. Ако ви го решам, ќе ми платите 300 милиона или милиарда и така натаму. Му платија со две руки и му бација рака. Оти им го реши проблемот. Значи, се решаваат проблемите. Ама и во Австралија има една друга свест. Никој више не спие. Абе, ние Македонија со олку сончеви денови, ние немаме соларни колектори за грејење вода. Грком бе секоја втора куќа која ќе ја поминеш, абе нема куќа каде што нема соларен колектор. Бойлерите највише ни трошат, нели? Барем за тоа ќе уштедиш. Струја топла, струја да не даваш за грејење вода. Не се. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Ало. Ало, добро вечер, ве слушаме. Дајте, приклучите ме кај господин Јанко. Значи, сега нема ова... Во програма говорите, ве слушаат. Што сакате да кажете? Господин Јанко. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Како сте, добри сте? Добри ли сте? Вие добри ли сте? Добри сме, благодарам. Благодарам и јас и ние сме Ова добри. што кажувате за обичните телефони, статичните што Не, беат за време збориме на за Евана, популизмот. сосема е друга темата, ама еве кажете. Значи, ја замолив да не дебатираме за оно што ја плямпам овде. Си имате вие Океј. тема. Ја Може. само попуњавам време додека се јави некој, па да продолжиме со темата. Добро, кратко. Повели? Сакам нешто да ја предложам кратко. Значи, ја пратам вашата емисија, ја гледам, почитувана. Значи, дали, значи ова е надвор од оваа тема, ако ми дозволите, кратко, една минута. Дали министрите земаат цело време плата за коронавирус? Број 1, таа тема да ја отворите. Број 2, би сакал уште ова и толку. Струјата на дали ќе ја покачат или не, тоа е право на тие што размислуваат и готово. Меѓутоа, ние сме тенки со плати, боси и да не кажам друго. Нека одлучат они, меѓутоа не да оди се по народот. Би ве замолил уште еднаш да отворите дебата дали министрите земаа плати цело време додека беше коронавирусот. Толку поздрав, почитувани, секој добро. Благодарам. 3 пати имав оваа тема дебата во емисијата. Толку, благодарам, почитуван, пријатно. Да, за време на коронавирусот и тоа како разговаравме, дали за време на коронавирусот додека седеа земаа да плати и така натаму и колкави им беа платите и дали им беа кратени или не беа кратени, се сеќавате зимата кога требаше да се кратат, да и тоа. Како имаше овдека дебати за тоа. Но се слагам во секое време, може да си коментирате и да избегате од темата. Јас само плямпам, попуњавам време за да не ви пуштам сега пак Били Айдол или нешто Streets of Fire, Даян Лейн, млада, убава, прекрасна. Аморе мио, жена ми ке ме вечер да спи. Океј, добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Вака, господин Јанко, слушнав некој од гледачите кажат дека во Германија тамо плаќале 100 и нешто евра за струја. Тука нема ништо чудно, едноставно е просто дека за тамо струјата воопшто не е скапа. Тоа сакаше да каже човекот, вие почнавте да анализирате, но јас не знам зошто анализирате толку. Секој има право да каже. Благодарам, го пуштив човекот слободно се искажа. Јас што анализирам, имам право. Ова е моја емисија и се што кажав држи на место, ќе биде ставено на YouTube. Тоа што вие не сте разбрале, не е мој проблем. Толку. Вие имавте само тоа да кажете. Тоа јас само зборев за ангажирана моќност. Инаку,
Зошто Германија? Еве, и вакви како вас, појма немаат зошто е поевтина струјата во Германија. Две работи. Имаат еден куп атомски централи и у овој момент количината на струја која ја добиваат од обновливи извори, ветер и сонце е поголема од што од било што друго. Значи, они со децении инвестираат во ветерници, во соларни панели и немаат ископи со јаглен, немаат на нафта и нивната ангажирана моќност затоа паѓа. Плюс тоа, секој плюс посебно си користи. Затоа анализирам. И се што анализирам, после како, види, Јанко, ти си безобразен и арогантен. Стварно бе, јас сум глуп и неписмен и кога ќе видам дека сум попаметен, што да ви кажам? И зошто сум анализирал? Зошто е поевтина струјата? Не можеш да го срочиш ова на хартија што ти го кажува. Епа затоа сме вака, бе, дечки. Затоа што за сендвич идеме да трчаме, да гласаме и да протестираме, наместо да бараме субвенции за соларни панели, да бараме изградување на дури пред неколку години се изградија 5-6 ветерници кај Гевгели. Ние требаше да бидеме со соларни панели. Еве пак ќе анализирам, бе. Знае зошто? Затоа што сум во право. И затоа што не сум јас во право. Затоа што читам. Знаете ли дека сите потреби на електрична енергија би се направиле со соларни панели ако се стават само на една површина голема колку Македонија? Ова е анализа на енергетскиот систем на Министерство, или како се вика, дивизијата за енергетика на Соединетите Американски држави. Една точка е вака, во Тексас ставена, точно е 200 на 200 километри. Македонија, да се покрие целата површина со електропанели, огледала, кои абсорбираат сончева светлост, произведуваат струја доволно за целата планета Земја. Де сте, бре, мишеви? После ќе поскапува струјата. Па го видовте ли јагленокопов? Јаглен. Нема по-лоша, по-скапа, ама неаме нафта. Уште по-лоша. Ама неаме ветерници. Неаме соларни панели. Епа, дечки, што да ви кажам? Имате ли вие соларни панели на куќите? Дури германецот што е на север има процентуално многу повеќе. Ама вие керамиде да ставите, Мерцедес да возите на бугарски таблици, тоа ви е кеф. Ама нема да ставите соларен панел. Па што да ви кажам, бе, дечки? Ние затоа сме стари, затоа ќе цркнеме, затоа ни пропадне Југославија. Младиве ќе им текне, кидат у Германија ово она и ќе ги пренесуваат тие работи. Ние ќе јадеме бурек. Зашто, бе, ти на човекот анализираш? Анализирам, бе. Што да ви кажам? Ако некој успее да ме побие писмено, еве нека ми достави, ја мојата плата ќе му ја подарам. Машала плата. Менаџерска. 5000 евра. Штампани кај мене на фотокопи. Има гледач. Сакав да пуштаме реклами. Ајде, уште некој да ни каже како треба у животот. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Повелете. Јанко, сега вака, пред муабетов што го правевме досега, критикуваш... Сега, пак се со мене ќе се занимаваш. Немаш што да кажеш, туку мене ќе ме анализираш и мене ќе ми кажеш што сум кажал, како сум кажал. Па после ја ќе те критикувам тебе, ти што си кажал. Дали е убаво тоа? Не ти е, нели? Си исклучи овој? Се исклучи. А уште е тука, ало? А друг? А кај е тој претходно? Абе, зашто сакав да го слушам што ќе каже, па да му мрчам и ја? Пошто со мене се занимава. Пошто не може со реалниот проблем да се занимаваш, ќе се занимаваш кој е крив? Јанко е крив, како вика? Кој е крив? Јанко е крив. Пошто Бранко го нема више, не е Бранко крив, Јанко е крив. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па не дека си крив, Јанко, ја би сакал само една
сугестија околу производство на струја од панели и ветерници, од обновливите извори на енергија. Доколку обезбедуваат тие извори струја, не би Германија правила толку гасоводи од Русија. Бидејќи ветерница, пример, произведува струја, а нема кому да ја извезеш, бидејќи сите имаат. Кога најгорлив проблем е кога нема да увезеш струја, ветерниците стојат, нема ветер. Се согласувам дека треба да имаме и гас, апсолутно, еве, не го ставив у темава, кога би имале гасовот, многу, нели, помалку трошоци за грејење ќе имаме. Така е. Цела Германија, цела Европа на газ се грее, точно. Зборам ми, еве, горлив проблем кај нас е Неготино, тез Неготино, имаше Груевски добра идеја да донесе газ и централата да биде на газ и да се намали производството, бидејќи Битола буквално отруена од централите, од јагленокопите. Но стопирана ни е рутата со газ и за догледно време и натаму ќе не трујат суводол или како се вика веќе таму во Битола. Но немаме ни од каде струја. И ветерници да постават, и соларни панели може малку да се амортизира потрошувачката на населението, но генерално не може да се снабди додека немаш постојан извор на енергија. Најдобриот предлог ние што имавме за тоа време кога беше дебатата, затоа што ја следев поприлично, не следам се, но тоа ја следев, беше да вложиме пари во блок на обновување на Козлодој, Бугарија, атомската централа. Така. И требаше да си направиме добар договор со бугарите, кога се обновуваше, и ќе си имавме едно блокче таму, кој ќе работеше за нас. Значи, тоа ќе беше решение за Балканот. Сега, газ. Не можеше една работа. Нешто струја, нешто фотоволтаични, нешто атомска централа, хидроцентрала. Сето таа комбинација секогаш ќе ти дава во секое време поише струја да имаш, а цената нормално ќе паѓа. Ако има вишок струја, ние произведеме, цената паѓа. Затоа и паѓа во Германија, затоа што има вишок. Тоа е тоа. Крај на муаветот. Точно, ја само да уште се признесам со ова покачување е срамно, срамно поготово сега во сегашна состојба. Апсолутно. И ако постои проблем со електраните, со ЕВН, тоа треба да го амортизира државата. Кажете ми, како сега, еве незадоволни сме, бидејќи целов муавет пак се врти, нели, кој е крив, Јанко е крив, и се фаќаат на муавет, бидејќи никој неќе да се соочи со проблемот од гледачиве. А тоа е, кога си незадоволен од нешто, што треба да направиме? Еве, цената е поскапе. Што треба да направиме? Како да ги натереме да ја вратат цената? Еве, кажи ми. Не знам. Па како е? Ете, вчера ти беше гостинот, убаво образложи, се знае. Учествуваме на протести колку што учествуваме, но најбитното е потрошија 7-8 милиона евра за коли, а не може да амортизираат потрошувачката на струја на најсиромашните слоеви на население. Ова е срамно. Мачките го гребе, пази, Груевски не го брана. Он си е заслужено, си го јаде тоа што си го јаде или незаслужено, не е моје. Незаслужено, според мене е тотално незаслужено. Тоа е твоја работа, не е моја работа. Моја работа е дека ја само перцепирам. Он е осуден за Мерцедесот. Така, скап Мерцедес, скап, како се трошело. Кај е Мерцедесот? Кај него е? Паркиран у гаража, жена му го вози, децата? Не. Мерцедесот е во влада. Така, он е државен. Тој Мерцедес беше причина за една цела револуција. Разбирливо, окей, сакате право. 8 милиони евра се дадени за нови автомобили. И тоа луксузни, зборам, луѓе. Па која дволичност е ова? Зашто тие пари не се амортизираше сиромаштијата и еве проблемиве со струјата? А колку деца болни од рак, од мултиплекс склероза и од разни деформации ќе беа спасени? Колку коли на брза помош, за брза помош ќе беа? Нели? Сега можеме обратно исто како што они го правеа со шарената револуција, се истото да го збори. Абе, не можеме да се луксузираме, бе, немаме ние, стварно не можеме да се луксузираме до толку. Еве ги разбирам и луѓето кога се буне. Грајме споменици. Стварно, да се градеа поише патишта и
и гасоводи, друга приказна ќе беше. Не дека не ми се свиѓаат, окей, али стварно еве зошто до Тец Неготино не се изгради гасоводот. Со три споменика, да не направија 3 споменика, ќе овакво. Па ќе направеа за третиот мандат. Што се вика. Али ќе имавме решено енергетски систем во Македонија. Не е. Јанко, едно големо браво за тебе, ги следиш актуелно, работиве што се во тек со сите проблеми, не само струјава. Ти посакувам секој добро и се надевам актуелна ќе биде емисија понатаму. Поздрав. Јас благодарам, ја постојам за гледачи како тебе. Знаеш што збори, следи и јасно му е. А јас сум гневен, како да ви кажам, не сум гневен. Знаеш, многу бев лют на народот. Затоа што народот го дозволи се во ова што ни се случува. Не дојдоа со шмајзе. Знаеш, 41-а дошле италијаните, дошле бугарите, дошле германците, немаш избор. Така, насила со стрелање се направило. Дошле турците пред 500 години, немаш избор. Тоа е така и го обвинува. Но од друга страна, овдека немаме присила. Народот го дозволи ова што е. Но има една работа со еден синдикален лидер што разговарав уште пред едно 20 години, кога почнував со емисијава, да ги разберам работите, и се повеќе со социјала се соочував. Луѓе не може да платат сметки, ово, онава. Вика, најтешко е, најутепаниот, тој што е на дното, е да го натераш, да го покренеш, да го придвижиш за правда, за демократија. Дали ќе биде протест, дали ќе се потпише, дали ќе потпише петиција, дали ќе влезе у некоја невладина организација или граѓанско здружение за правда, за та. Најтешко им е нив. И сега ја ова не сакав да го зборам, затоа што луѓе знам каков е македонецот, бидејќи знам ја како... чим ме оправда, не можам и јас стар сум, ме болат бубрезите, не можам да идам, далеко сум од Скопје, не ми се доаѓа, што ќе му ја мислам. Се сеќавате за името протестите? Кој се јавува, зошто у Скопје имало мали протести? Од кај се јавуваш, бе, ти вика? Од Прилеп. У Прилеп имавте протест? Не, зашо да имаме? Треба у Скопје да има протест. А викам, замислете протест за името, која требаше да се брани, секој град. По 10 души да излегува на плоштата. По инаква слика ќе беше. Така? Но, пак велам, многу е тешко на уплашениот, утепаниот, скапаниот да го натераш, ама нема друг избор. Бидејќи, движечката демократска сила во една земја е исклучиво на средната класа. Средната класа ги правела промените. Она ја поттикнувала работничката класа, земјоделската класа, сиромашните, но средната класа секогаш била движечка сила. Кој е средна класа? Луѓе мои, нема средна класа. Во Македонија имаме 200-300 богати и имаме останатото утепани и полуутепани, што глумат дека се средна класа. Тоа е тоа. Тоа е ситуацијата. Ја утепаа средната класа. А знаеш како ја утепаа? Ја ќе ви кажам. Комуњарското, класично. Секој оној што пристојно си заработил за живот, сите му се вработени, сите му се школувани. Тој лаже, краде, ваков е, таков е, онаков е и така натаму и така натаму. И со огромна поддршка токму на тие што владеат, ја утепаа средната класа. Средна класа нема кој да ги покри. Ова ви зборам, ова е теорија на граѓански движења и револуции кои се случувале секаде во светот и оние кои ги прават промените. И пак ќе ви кажам, знаете каде има најмногу демократија? Во Атина. Во грчкиот парламент. Таму, како Апасиев, со лопата да ги ринеш. И то радикални типови. Или да не зборам за анархистите во Атина, кои ако нешто не им се допаѓа, палат, газат и се бунат. И затоа велам, Грција е подобра земја од нас. Не затоа што, ама они лажеле абе успеале. Како ние, еве ќе ви кажам, како не успеавме ние да се задолжиме 300 милиарди и да ни доаѓаат, ќе ве купиме, готово, банкрот земјата. Океј, банкрот. 300 милиарди, знаеш ли што е у земјава? Ние да си ги потрошиме меѓу нас.
Си изградиш кучиче, си изградиш панелче, си купиш кола, си купиш нивичка, си засадиш нешто, си напри. Нема грк шо нема, бре. Хотелче, мотелче, нешто прави, пусти, ово, она, 300 работи. Мута, то чупли у празно, вака, така, ово, она. Ма си направи ја бомбона земја. Се задолжува, ле, странци. Абе, изволте, ајде. Има ли смисла да ја продолжиме емисија? Не. Знаеш што? Ќе продолжиме идната недела. Еве, цела недела ќе збориме за социјала. Ја ќе носам гости, ќе ставам едно јаболко да личам на она Јанко свиња дебело, као прасе, јаболкото уста, за да не јадам бурек. Оти ми пукна филмот. Стварно ми пукна филмот. Знам у каков булшит сум јас, се моите блиски, сте вие, и пак не можеме да излеземе од овој булшит. А од овој булшит излегоа скоро сите. Скоро сите излегоа. Не викам дека nije добро. Мора нешто да направим. Ова мене ми се задни трзаи што се вика, ја имам барем уште 10 години кариера. Не е малце, ама не е ни многу. 20 истуркав. И у овие 20 години кариера, ја само за ова слушам. Како бе не се покренавте? 20 години ви зборев дека ќе ви го сменат името и дозволивте да го сменат името. Ја не викам дека е... Пази, не навлегувам дали е лошо или добро. Требало или не требало. Уопште не се расправам. Него се буневте дека не треба, лесно го дадовте. Зошто не создадовте одбранбен систем? Туку верувавте на некој Господ мене ми кажа Олимпија кога чергата ја постилала и така натаму, некој квази вудуа за македонизмот со измислени работи се осетија многу моćни, ви галеше его, наместо да се држиме на реално. Нема лажење, бе, луѓе. Мора реално да ги... Ако реално е ова покачување, ќе го издржиме, али ќе се бориме за поголеми плати. Подитно. Или ќе направиме начин за граѓанска непослушност. Как? Значи, постојат механизми како да се договориме. Мора ли да бидам вулгарен на крај и да кажам, бебето што не плаче, цицка не добива. Али мора да ве чујат дека сте гласни, мора да ве видат дека сте незадоволни. Така има реакција. Се додека ве држат за партиски јајца, нема мрдање, луѓе мои. Знаете што? Трагедијата со нас е тоа што е. Не ја продолжувам, не се јавувајте, немам енергија. Значи, вчера се исцедив, човеков многу кажа, јас сум разочаран. Вика, само 100 души. Па знаете ли колку гледање, илјадници гледање имаше? Од тие илјадници, еве, барем пола да беа од Скопје. Колку вам ви беше проблем да се појавите? Абе, да поминете. Еве, макар да не ве познаат од партијата, со наочари, со марама, нели, кој даде, али бројчано да сте таму. Еве, нели, вие страф од партија. И разбирливо е. И имате право да се плашите затоа што шефот, партискиот, ќе имате проблеми. Ама сега барем секој со маска може да е. И кога ќе видат овие, и чекај, што е... Да е, добро, еве ќе преговараме. За све треба така. Што беше вчера целиот заклучок од ова? Ти Јанко што зборите? Чим Јанко не искача на протести да ви излезе? Никад нема да ви излезам. Затоа што ја нема да бидам ова што сум. Или ќе бидам на улица, или ќе бидам овде. Толку. Не можам да бидам и овде, и таму. А вие им се восхитувате на такви и ги гледате, и тоа се вашите идоли, новинарчишта, ово, она, кои никаде никогаш ништо не направиле и не се појавиле. Не сум ни ја. Ја најмногу. Мене треба да ме мразите и да ми докажете дека грешам. Дека сум свиња дебела, дека сум глуп и ретардиран, со тоа што викам дека вие не можете да се изборите за своите права, со тоа што викам вие не знаете да се изборите за демократија и не знаете да си го заштитите своето. Не знаете. Па докажете ми дека сум глуп. Хајде. До крај. Горан Трајковски, култура. Од она, знаеш како, ова која го пуштам е како крст од ѓаволи.
најмалку комуникација, најмалку гледаност, најмалку интерес има кога се занимаваме со култура. Кога ќе имаме култура, ние ќе имаме се. Колку и да ме разбирате или не ме разбирате. Лека ноќ и пријатно од мене.